Коларскиот занает веќе трето поколение во Пејчево го одржува семејството Миовски. Пајтоните за свадби со кои по-старински се возат невестите во Скопско се дело на мајсторот Тимко. За еден пајтон е потребно 1 месец макотрапна работа, но потоа е задоволство кога ќе се види, вели мајсторот Тимко. Па исклучиво се користат за свадби, за свечености. Највеќе за свадби. Возат невестите в них. Колку време ви е потребно вие за да се направи еден таков? Па најмалку месец дена. Треба. Оти кај него има и доста железорија, не е само дрво. Тамо има федери, има дискови, има кошници. Малку е аутомеханика има малку. Колку чини еден пајтон? Па зависи од величината. Од 3000 евра нагоре. Зависи дужина. За еден пајтон тој троши околу 60 до 70 сантиметри дрвен материјал и тоа специјално обработен и сушен. Исклучиво од сушара суп, не може да е такова. Дрвото, тркалата се изработува од брес, багрем и бука. А додека останалото шасијата, борово. И тапацир има тука, кроп. Отвара се, спушта се кров. 51 годишниот Тимко Миевски од Пејчево е еден од постариите колари во Македонија. Коларството им е семеен бизнис веќе 1 век. Го почнал неговиот дедо Панте, го продолжил татко му Здравко, а сега и Тимко. Коларството, мојот татко е најстар прв занаатчија на шинските коли. Учил занаатов во Благоевград. И дошел е тука од 18 година, он е оформил работил се при регистрирал и работил на тие шинските коли. Како најстар мајстор е работил и чираци е изучил 30 двојца. Само од коларството денес не може да се живее, зашто старите дрвени коли веќе никој не ги порачува, вели Тимко. Па затоа, за да се опстане, освен љубовта за коларството, мора и нешто друго да се работи во дрводелскиот занает. Не, многу тешко. Многу тешко. Многу големи содавачки, помош нема, државата си го тера својто, а ти не можеш да искараш. Сепак изумрен занаат. Тој сега изработува и украсни тркала, украсни дрвени коли и така натаму, а кон коларството љубов покажува и синот на Тимко, што дава надеж дека коларскиот занает нема да изумре.